Нашето новинарство, кое се наоѓа според мене, може и да звучи и прегрубо, во една фаза на самоуништување. Вака еден од новинарите ветерани ја опиша ситуацијата во медиумската сфера, објавување непроверени информации, вести без кредибилни извори, манипулации, често со политички позадини. Тоа е секојдневието во Македонија. За тоа како да се надмине ваквата состојба во услови на глобална закана од така наречените фейк ньюс, разговара ЗНМ новинарскиот синдикат и владата. Проблемот на создавањето и на лажните вести и нарушењето на стандардите на професијата во многу нешта во изминатиот период, освен што беше проблематичен поради тоа што новинарството загуби дел од својот кредибилитет, тоа се случуваше и поради тоа што и политичарите се обидоа и наметнаа критериуми и услови за работа на медиумите во кои што тие не можеа да функционираат така како што треба. Лажните вести, верувам дека немаме дилема, се новото оружје за масовно уништување. Задираат во фундаментот на секоја индивидуа, семејство, друштва, заедници, организации, држави, сојузи. Еден од начините за враќање на кредибилитетот на професијата е вистинска, не само декларативна саморегулација по пример на западните земји. Препораките во главном на сите меѓународни организации кои се бават со слобода на медиуми се дека никој не треба да регулира новинарската професија, освен можеби самите новинари. Една од најпроблематичните сфери се онлайн порталите. ЗНМ во соработка со Советот за етика на медиумите во фаза на изработка на регистар на професионални онлайн медиуми за полесно препознавање на тоа што е вистински, а што медиум што шири непроверени и лажни вести. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.